Минималната плата се зголемува за 1667 денари. Од овој месец ќе изнесува 26.046 денари. Ова е законското усогласување согласно трошоците за живот кои биле поголеми за 4% и просечната плата која во просек се зголемила за 9,6% минатата година. Премиерот Мицкоски очекува дека на следната владина седница утре таа да помине на влада и од април да почне да се исплатува. Секој диалог треба да се охрабри. Се што е во рамките на институциите, институционален диалог треба да се охрабри, затоа што само така може да се дојде до конструктивно решение. Во институционални механизми секогаш постојат, демократска држава е Македонија, но ценам дека искуството вели дека све што е во рамките на институциите носи решение. Се што е надвор од рамките на институциите, мислам дека не само што не носи решение, туку апсолутно ги поларизира нештата. За председателот на Сојузот на синдикати и ова не е доволно. Тој ја напушти седницата на Економско-социјалниот совет порано од предвиденото. Револтиран бидејќи само ги информирале синдикатите за законското усогласување, но не се разговарало за барањето на ССМ за минималец од 600 евра и порас на останатите плати за 100 евра, тој најави дека работниците ќе излезат на улица, односно на протести кон средината на март. Кажавме дека дури и последниот податок од Меѓународната организација на трудот за продуктивноста на македонските работници ја сместува Македонија над светскиот просек. Платите се под дното во светот. Сметаме дека македонските работници не заслужуваат такви ниски плати со таква висока продуктивност. Министерството за економија и труд ја состави и просечната потрошувачка кошничка. Таа изнесува 56.493 денари и е за 9.000 денари помала од минималната кошничка која ја утврдува синдикатот. Оваа ставка ќе биде основа за креирање на економските политики, особено оние во делот на пазарот на трудот. Околу 13% е по-ефтина од минималната потрошувачка кошничка која ја објавува ССМ. Нивната не е минимална кошничка. Значи оние таму, знаете, веќе многу пати сме го кажале дека имаат ставени и производи, односно прехранбени производи кои што во временски периоди не се потрошат, имаат стаено таму за трошење за кирија. Потрошувачката кошничка на Министерството за економија содржи дел за храна и пијалоци во вредност од 22.000 денари, облека и обувки во вредност од 2.650 денари. Министерството пресметало дека за домување се троши 3.100 денари, за мебел и покукни на 4.800 денари, а за одржување на здравјето 1.430 денари. Одредени ставки треба да се доуредат за конечно да се добие и презентира потрошувачката кошничка пред јавноста.